Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, колеги и медиуми. Почитуван заменик министре, не сваќам зошто го одбивате амандманот и жалам што истиот го одбивате, иако даваме максимум за подобрување на законските решенија, затоа што сметаме дека промените што ги најавувате во однос на Законот за установи како бомбастични, според нас се минорни, бидејќи еве се испоставува дека вашите закони прекрасно звучат само на хартија. Каква ќе биде реализацијата ќе видиме, бидејќи и до сега, ако сакавте, можевте да поставувате соодветни луѓе во управните и надзорните одбори, но гледаме дека не се прави тоа, туку управните одбори и понатаму упорно се само згрижувачки центри и награда за згрижување на заслужните партиски кадри, односно за блиските роднини на влијателните политичари од власта. Имајќи предвид дека во делот 2, насловен како цели, начела и основни решенија, сте навеле дека меѓу другото, целта на законот е да се намали бројот на членови на управни и надзорни одбори, а имајќи предвид дека буџетот е празен, јавниот долг повисок од било кога, сметавме дека бројот на членови во управни и надзорни одбори мора да се сведе на минимум и токму затоа со амандманов предложивме органот на управување на установата да има најмалку 3, а најмалку 9 члена наспроти 15 како што предлагат. Ако ви е искрена и честна намерата за намалување на бројот на членовите на управни и надзорни одбори, требаше да го прифатите овој амандман, затоа што сме среде 4 официјално прогласени кризи и крајно време е да покажете реална грижа за буџетската дупка која ја создава оваа власт. Тоа што се предлага намалување на бројот на членови на управните одбори и надзорните одбори и што законот нема да бара никакви дополнителни средства од буџетот на Република Македонија, како што сте навеле, не значи дека не можеме да дадеме максимални напори за заштеда на макар и 1 денар. Се наоѓаме во време кога буквално сите штедиме, па може многу да се заштеди и ако го прифатите овој наш амандман, со кој, повторно ќе кажам, бараме наместо 15, максималниот број на членови на управни и надзорни одбори да биде 9. Понатаму, со амандманот предлагаме членот на органот на управување на установата или јавната установа да не може да биде именувано лице кое има засновано работен однос во установата или јавната установа, освен представници на стручниот орган, и ова го предлагаме заради заштита од судирни интереси при носењето на одлуките. За ово од нашиот предлог амандман не добивме образложение. Исто така, со овој амандман сакаме да воведеме дополнителен критериум според кој лице кое е било член на орган на управување и раководно лице во установа од јавен интерес, која престанала со стечај, да не може да биде член на органот на управување во установата или јавната установа. Ова го предложивме од причина што нема апсолутно никаква логика лице кое е управувало со установа од јавен интерес која престанала со стечај да биде повторно назначено за член на управен или надзорен одбор во друга установа или јавна установа, затоа што таквото лице, според нас, пратеничката група на ВМРО-ДПМН, неповратно го изгубило својот кредибилитет. Во вашето образложение по однос на оваа линија, рековте дека не била прифатлива за вас од причина што истото било регулирано во член 43 од законот. Меѓутоа, ако добро го погледнете законов, значи во членот 3 велите, во членот 43 ставот 2 се брише. За јавноста ќе кажам кој е тој став што се брише од членот 43 и тој став гласи: за председател и на орган на управување, односно директор на јавна установа, не може да биде именувано лице на кое со правосилна одлука му е изречена казна затвор заради кражба, измама, издавање на чек без покритие, злоупотреба на довербата, фалсификат, лажна изјава дадена под заклетва, освен ако му биде избришана осудата, лице на кое со судска пресуда му е забрането вршење на јавна услуга, како и лице кое е било член на орган на управување или носител на раководна функција во установа од јавен интерес која престанала со стечај. Значи, добро погледнете го законското решение, заменик министре, и проверете дека овој став во членот 43 се брише и токму затоа го наведовме да биде вратен во амандманот што го предлагаме. Ви благодарам. Благодарам, почитувана колешка.